Одбележани Денот на Европа и Денот на победата над фашизмот. 6000 учесници од 47 држави на Визер Скопски маратон 2014. Се зголемува бројот на заболени од астма. Меѓународното училиште Нова, домаќин на одбојкарскиот турнир во Форца. Пакомак бара засилени инспекцијски контроли за селекција на отпадот. Со повеќе манифестации и со оддавање почест на жртвите од Втората светска војна во Македонија и ширум Европа денеска се одбележува 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. По тој повод ученици и студенти од Лекувната и Музичката академија твореа на тема Народно-ослободителната борба Македонија Европа. Со голем број настани во Република Македонија, денеска беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Државните институции, председателот на Републиката и владата, невладините организации организираа поголем број манифестации по повод одбележување на овие два големи настани. Плоштадот Јадран оваа година наликуваше на ликовен европски Монмартер. Околу 400 деца од сите основни училишта и градинки во општина Цинтар учествуваа во манифестацијата сите заедно под исто европско небо. 28 ученици, колку што е бројот на земјите членки на Европската унија, цртаа репродукции на врвни европски сликари од овие земји, а студенти од факултетот за ликовна уметност изработуваа цртажи и графики на неповторливиот шпански надреалист Салвадор Дали. Одбележувањето на двата наставни денеска на плоштадот Македонија го збогатија и учениците од музичкото училиште, кои изведуваа музички дела на тема Македонија и Европа, додека пак учениците од Лекувното училиште цртаа на поставени паноа слики на тема Народно-ослободителна борба Македонија Европа. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод денот на победата над фашизмот и денот на Европа денеска ги посети припадниците на АРМ во Скопската касарна Илинден, каде што се одржа свечено дефиле на единиците. Покрај дефилето изложен беше дел од опремата, борбените средства и системи и материјално-техничките средства кои ги поседува АРМ. Денот на победата над фашизмот и денот на Европа го прославија и Министерството за образование и наука и Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој на Филозофскиот факултет во Скопје одржаа форум на тема антифашистичката и народно-ослободителната борба. Во недела на скопските улици ќе се трча 10-тиот поред Скопски Визер маратон. Промотор на маратонот е светскиот рекордер кениецот Вилсон Гипсанг. Градоначалникот Коце Трајановски, иако нема да учествува на Скопскиот маратон, од организаторите доби подарок маечка и реден број 1. Повеќе од 6000 учесници од 47 држави ќе учествуваат на 10-тиот Визер Скопски маратон 2014, што ќе се одржи внедела. Ќе бидат реализирани трката на 5000 метри, која има хуманитарен карактер, полумаратонот и главната трка маратонот на 42195 метри. Стартот на сите трки е во 9 часот на плоштадот Македонија. Годинова промотор на маратонот е светскиот рекордер кениецот Вилсон Гипсанг, кој пристигнува вечерва во Скопје и ќе биде вклучен во активностите и следните 2 дена. За најмладите, утре е предвиден Колгейт мини маратон со почеток во 11 часот. Ќе учествуваат повеќе од 600 деца од основните училишта. Децата ќе трчаат 600 метри на потегот од музеот на ВМРО преку камениот мост, а целта ќе биде на плоштадот Македонија. Во организацијата на мини маратонот ќе учествуваат деца со Даунов синдром од Сдруженијето Трисомија 21, предводени од клубот Ескрим, кои ќе добијат и донација спортска опрема од Колгейт. Гипсанг ќе им ги подели медалите на победниците во детскиот Колгейт мини маратон. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски истакна дека градот го поддржува маратонот со 1,5 милион денари, а на располагање се и сите јавни предпријатија. Според него Скопскиот маратон е најмасовна и најафирмирана спортска манифестација под покровителство на градот. Покрај спортската ја нагласи културната, економската и туристичката димензија на маратонот за афирмација на главниот град и за Македонија. Ги повика скопјани да излезат и да ги поддржат учесниците на маратонот. Чувствувам големото задоволство што овој настан веќе е препознатлив на европската и на светската маратонска сцена
зашто секако говори податокот дека секоја година сме домаќини на се поголем број на афирмирани и етаблирани надпреварувачи од целиот свет. Дека за градот Скопје и за Република Македонија маратонот покрај спортската има и културна, економска и туристичка димензија, толку неопходни за афирмирањето на имиџот на нашиот главен град и на нашата држава. И годинава за Скопскиот маратон градот Скопје од својот буџет издвои 1,5 милион денари и ги стави на располагање и сите јавни предпријатија под наша ингеренција, кои безпрекорно си ја вршат работата и затоа им упатувам јавна благодарност. Кире Синадиновски од Сојузот на спортови на Скопје информираше дека со цел да ги мотивираат скопјани да излезат и да ги будрат надпреварувачите, организирале 2 конкурси за најдобра фотографија и за најдобар транспарент. Годинава ќе се надпреваруваат 4 кенијци и 2 кенијки. Надпреварувачи ќе има од Романија, Унгарија, Италија и други земји. Година во година расте бројот на учесници на Скопскиот маратон. Оваа година можам да кажам дека рапидно се зголемува интересот. Веројатно тука има удел и новиот спонзор Визер, кој што направи меѓународна промотивна кампања на маратонот на градот Скопје и зголемен е бројот на странските учесници. Значи оваа година имаме 47 земји, преку 6000 надпреварувачи ќе настапат во сите 3 трки, плюс она детска трка која што утре ќе се случува, ако ги броиме и тие 600 деца, значи ќе имаме некаде околу 7000 учесници. За промотор на Визер Скопскиот маратон го имаме светскиот рекордер Вилсон Кипсанг, кој што пристигнува вечерва и ќе биде вклучен во нашите активности во следните 2 дена. Оваа година секако дека главен збор ќе водат кениските атлетичари. Имаме 4 кеници во машка конкуренција и 2 кеники во женска конкуренција. Покрај нив имаме уште една надпреварувачка од Романија, една од Унгарија и во машка конкуренција имаме исто така една надпреварувач од Италија во елитната конкуренција. Наградниот фонд на маратонот изнесува 16.000 евра, што представува за околу 60% поголем награден фонд во споредба со минатата година. За маратонската и полумаратонската трка ќе има парични награди, а за трката на 5000 метри стокови награди. Првите 3 парични награди во маратонот во машка и женска конкуренција зависат од постигнатиот резултат. За рекордот на патеката на маратонот следува дополнителна награда од 300 евра. Започна меѓународниот одбојкарски турнир за девојчиња од основните училишта во спортската сала Форца во организација на Меѓународното училиште Нова. Учествуваат 60 ученички од Скопје, Белград, Софија и Хелсинки. За најдобрите следуваат и медали и пихари, а награда ќе биде доделена и за училиштето со најфер плей однесување. Томислав Атанасовски. Меѓународното училиште Нова е домаќин на овогодинешниот одбојкарски турнир за девојчиња од основни училишта кои се одржуваат денеска и утре во спортскиот центар Форца. Истиот овој надпревар претходната година беше организиран во Рига, Летонија. Оваа година во турнирот во Скопје се надпреваруваат околу 60 ученички придржувани од 10 професори. Покрај двата тима на училиштето Нова учествуваат и странски тимови од Меѓународното училиште од Белград, Србија, Англо-американското училиште од Софија, Бугарија и Меѓународното училиште од Хелсинки, Финска. Ова е турнир меѓународен одбојкарски за девојчиња од основно училиште, кој што е организиран од страна на меѓународните училишта Нова и ќе се случува во салата Форца денеска и утре. Има 6 екипи од 4 различни училишта, значи покрај двете екипи од меѓународното училиште Нова, има екипи од меѓународното училиште од Белград, меѓународното училиште од Хелсинки и англо-американското училиште од Софија. Значи во исто време кога се случува овој турнир, се случуваат и други турнири каде што нашите екипи учествуваат. Целта е нели да децата низ одбојката како еден од најинтересните спортови да се дружат меѓу себе, да се запознаат повеќе меѓусебно и воедно да научат нешто за нашата држава. Значи покрај спортскиот елемент, ние како домаќин училиште имаме планирано да организираме културни настани, значи посета на неколку музеи, потоа прошетка низ центарот на Скопје, така да може да стегнете на целосна слика за нашиот град и за нашата држава.
По завршувањето на надпреварите по Лига Систем секој со секој, утре в сабота на 10 мај од 13 часот ќе се играат завршните надпревари за освојување на петото, третото и првото место. За најдобрите тимови следуваат пехари и медали за сите вклучени играчи и тренери. Влезот на турнирот е слободен, а сите надпревари се пренесуваат во живо на сајтот на училиштето. Меѓународното училиште Нова е едно од 19 меѓународни училишта, членки на Асоциацијата на училишта од Централна и Источна Европа, и со тоа членство има возможува на своите ученици учество на меѓународни спортски надпревари во повеќе спортови како фудбал, кошарка, одбојка, пливање, тенис и софтбол. Бидејќи во Асоциацијата на училишта од Централна и Источна Европа ферплеот се цени исто толку колку што се цени и умешноста и посветеноста во самата игра, на крајот на турнирот ќе се додели и почесен трофеј за екипата која според гласовите на играчите и тренерите од другите тимови демонстрирала најферплеј однесување и најпозитивен однос кон самата игра, кон другите тимови, кон судиите и гледачите. Ова е навистина престижен трофеј кој секоја екипа го посакува во своите витрини. Во организација на Клиниката за пулмологија и алергологија и Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија се одржа стручен состанок на тема астма нерешена енигма и во 21 век, на кој учествуваа доктори од клиниката, но и од странство. Бројот на заболените од астма во Македонија се зголемува. Повеќе од 100.000 болни доаѓаат во амбулантите, а тешко болните хоспитално се лекуваат. Има многу причини за зголемениот број болни, а една од главните е аерозагадувањето, како и бројните алергени кои ги има настикаде. Ова денеска го истакна директорот на Клиниката за пулмологија и алергологија, Бисерка Јовковска-Ќаева, пред почетокот на стручниот состанок на тема астма нерешена енигма и во 21 век, организиран по повод Светскиот ден на астмата, кој се одбележува овој месец. Идејата е да се изнесат најновите сознанија во диагностиката, во терапијата и се она што може да помогне на нашите болни со астма. Ова активност воедно се совпаѓа и со нашата активност на клиниката која што си ја има зацртано, а која е во рамките на континуирана медицинска едукација и која има за цел да ги едуцира нашите лекари. Тоа се тематски предавања, се овој пат за астма, а следните месеци ќе биде од други области, се во функција на континуирана медицинска едукација на нашите лекари. Една од главните причини и за оваа зголеменост на бројката на овие болни е аерозагадувањето, бројните алергени кои што ги има насекаде околу нас, така да тоа е една од главните причини. Председателот на Македонското здружение за алергологија и клиничка имунологија Дејан Докиќ рече дека според епидемиолошката студија од 2003 година во Македонија 5,1% од населението има астма. Тој истакна дека ќе следи нова студија и дека бројот на заболени од астма сигурно ќе биде поголем. Астмата, како што посочи, и покрај тоа што одамна е позната, се уште представува енигма во 21 век. Докиќ истакна дека дел од пациентите кои боледуваат имаат наследен генетски фактор и на него не би можело да се влијае, а би можело да се влијае на надворешната средина. Значи, астмата и поред тоа што одамна е позната, представува се уште енигма во 21 век и поред напредокот во диагнозата и терапијата, се уште еден голем број на пациенти не се контролирани. Во европски рамки 55% од вкупниот број на пациенти не се контролирани со астма. Само 7% од сите пациенти се добро контролирани, што значи наши цели, тоа се нови цели веќе во подобрување на квалитетот на живот и подобрување на контролата на астмата. Дел од пациентите што боледуваат астма имаат наследен фактор генетски, тој не би можело на него да се влијае, ќе може да се влијае на надворешната средина, која што е многу важен фактор во експримирање на генетскиот материјал. Значи, ви имате гени кои што може би носат некоја болест, но дали ќе се развие и во кој обем и во која тежина зависи надворешната средина. Значи, ние можеме да влијаеме на чистоќата на воздухот, преки на пушењето и на сите други загадувачи кои што придонесуваат за поголемиот број на астма. Во светот има 300 милиони пациенти заболени од астма.
Засилени инспекцијски контроли за спроведување на законите за животна средина и за управување со амбалажен отпад, како и активно вклучување на сите чинители во процесот на зачувување на животната средина, за да се спречи општо загадување, е заклучокот од средбата на новинари со представници на компанијата Пакомак. Директорот на Пакомак Филип Ивановски смета дека за подобрување на состојбите во зачувувањето на животната средина потребно е активно учество на сите, на граѓаните, кои со совесно однесување селективно ќе го одложуваат отпадот, на локалната самоуправа која ќе работи на подобрување на инфраструктурата, на комуналните претпријатија кои поефикасно ќе работат, од колективните управувачи со амбалажен отпад, како и од самите извршни органи кои ќе го контролираат и по потреба казнуваат за незаконско однесување. Во Македонија приближно се создава околу 106.000 тони отпад, отпакување од кои само половина се евидентира преку колективните системи за управување со отпад, потоа се селектира и само одреден дел се рециклира. Од амбалажниот отпад се рециклира само пластика, додека стаклото и хартијата се носат во некоја од соседните земји. Представници на Пакомак сметаат дека е потребно доследно спроведување на законот за управување со пакување и отпад од пакување, како и позасилена инспекторска контрола на терен. Граѓаните и компаниите очекуваат Министерството за животна средина доследно да го применува законот за управување со амбалажен отпад и да ги санкционира компаниите кои не членуваат и не финансираат ниту еден од постојните колективни системи за управување со амбалажен отпад. Да им ги земе дозволите за работа на оние колективни системи за управување со амбалажен отпад кои не ги исполнуваат своите законски обврски и само фингираат имплементација на законот за амбалажен отпад, односно наплатуваат од нивните клиенти, а со собраните средства не инвестираат во поставување на инфраструктура, контејнери за селективно собирање на отпадот од пакување и не инвестираат во негово собирање и рециклирање, со што не ги исполнуваат националните цели зададени од државата. Според законот, секој колективен систем за управување со отпад треба да опфаќа најмалку 15.000 тони отпад од пакување годишно и да рециклира најмалку 18% од евидентираниот амбалажен отпад во својот систем. Пакомак најавува дека во следните 4 години планираат просечен раст од 20% на стапката на собирање и рециклирање на отпадот од амбалажа, со крајна цел во 2020 година, дури 60% од овој отпад да се вршува на рециклирање наместо на депониите во земјава, што е услов согласно Европската директива за отпад од пакување. За 2014 година компанијата најави поставување на 200 нови жолти пластични контејнери за 5 амбалажа во град Скопје, 30 во Тетово и 500 канти за домакинства во Битола. Во Штип има поставено над 70 контејнери, а предвидено е интензивирање на соработката со Охрид за подигање на свеста кај граѓаните за селекција на отпадот. Пакомак врши едукација и спроведува повеќе активности. Фудбалска Македонија го задржа 80-тото место на најновата FIFA ранг листа. Мајами и Сан Антонио победува со 2:0 во победи во полуфиналето од НБА плейофот. Вестите од спортот се виднаш по рекламите.